Првиот мој соговорник за денеска е Атанас Ковачевски, портпаролот на Евана. Добро утро. Добро утро. Ве побаравме поради поплаките кои кружат од граѓаните, но и од фирмите, дека во текот на изминатите 2 месеци им пристигнале повисоки сметки за струја. Еван излезе со реакција дека никој нема да биде оштетен. Да им појасниме на нашите граѓани што значи ова, дали сами треба да побараат порамнување и како да го направат. Па точно е тоа. Ниеден корисник нема да биде оштетен. Да не биде на сите јасно дека Евано не може и нема никогаш да наплати од корисниците повеќе од тоа што корисникот го има реално потрошено. Веднаш да кажам дека нема потреба од нервози и вознемиреност околу сметките за потрошена електрична енергија. Разбирам дека оние кои добија повисоки сметки од она што вообичаено го добивале во месец мај минатата година, се вознемирени или изненадени. Тоа не е случај со оние кои добија пониски сметки. Ова не е генерална состојба, туку поединечни случаи кои добиле или повисоки или сметки пониски од вообичаените. Но уште на почетокот на вонредните мерки за справување со коронавирусот најавивме дека нема да има исклучување од дистрибутивната мрежа на должниците од категоријата домаќинства и Евано нема да реализира отчитување на брилата во месеците март и април, поради што корисниците ќе добијат за овие месеци сметки со претпоставена потрошувачка. Откако ќе се изврши отчитувањето на сметките, тие ќе бидат порамнети или корисникот може да побара корекција на сметка ако забележи разлика во состојбите. Значи, корисниците можат да ги споредат состојбите на потрошената електрична енергија на самата сметка со состојбите на брилото и веднаш ќе биде све јасно. Ако потрошувачката е приближно иста, тогаш тоа е реалната потрошувачка наведена во сметките. Ако има отстапување, повеќе или помалку киловат часа напишени во претпоставената сметка, тогаш може да ја пријави состојбата регистрирана на брилото до Евана во текот на отчитувачката недела и ќе му биде изготвена коригирана сметка. Сега да појасниме, многу од корисниците се прашуваат зошто добиваат претпоставени сметки. Значи, ако се толкуваат членови од Законот за енергетика, каде што се уредени правилата за снабдување и дистрибуција на електрична енергија во член 30, како и член 31 од постапување во случај на отчитување на мерните уреди, потоа член 38 пресметки и фактурирање на испорачаните мрежни услуги, како и член 29 од отчитување на мерни уреди на потрошувачите приклучени на електродистрибутивната мрежа став 5, таму се вели дека за потрошувачите приклучени на низок напор, без вграден мерен уред за регистрирање на едновремена врвна моќност или потрошувачи со мерни уреди со вграден уред за регистрирање на едновремена врвна моќност, кај кои што врвната моќност не се фактурира, операторот на електродистрибутивниот систем врши отчитување на мерните уреди најмалку еднаш во текот на календарската година. Додека за останатите категории на приклучоци утврдени во тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија, отчитувањето се врши на почетокот на секој календарски месец. Ова е дословно прочитан законот, цитиран, а сега само да појасниме што значи ова. Ова значи дека дистрибутерот има обврска само еднаш во годината да ги отчитува брилата. Но Евана, за да излезе во пресред на корисниците, отчитува секој месец, освен во посебни ситуации, кога нема пристап до брилото за време на годишни одмори, вонредни состојби и слично. И тоа во тие случаи се подготвуваат естимирани сметки за потрошена електрична енергија како просек од потрошувачката во последните 12 месеци. Тоа е она што го вели законот. Да појасниме значи што се случи реално. Во месеците март и април година отчитувањата не се реализираа поради препораките на здравствените власти и регулаторната комисија за енергетика, кој Евана стриктно ги почитуваше сите препораки и за своите вработени и во однос на заштита на корисниците кои доаѓаа во наплатните центри на Евана Македонија, во отворените канцеларии, кои плаќаа сметки на терминалите за наплата на сметките, мораше да се реагира да се спречи ширењето на вирусот. Ги затворивме приемните канцеларии и нашите отчитувачи не одевна отчитување, затоа што некаде околу 200.000 брojila се наоѓаат во домовите на корисниците. И во време на пандемија отчитувањето не беше никако препорачливо. Затоа за сите корисници беа изготвени проценети фактури и случај од ова беа корисниците чии брojila се со двонасочна врска.
тоест нивната потрошувачка постојано се мониторира. Уште еднаш да појасниме, корисниците за овие месеци добија сметки со проценети вредности. И сега што се случи? Кај некои корисници претпоставената вредност на потрошувачката на електрична енергија беше можеби поголема, па тие следниот месец добија помали сметки кога во мај се изврши отчитувањето. Кај оние кај што потрошувачката беше естимирана или претпоставена за помала, во следниот месец, во мај, кога веќе почнавме да отчитуваме, тие добија повисоки сметки. Скоро на тоа, сметките кај сите граѓани се зголемија за овие месеци, март и април, па и мај, речиси двојно во однос на истиот месец минатата година. Тоа зашто се случи? Затоа што сите бевме дома, зборам за домаќинствата, затоа што сите трошевме двојно повеќе од оно што овие месеци во минатата година сме трошеле. Само да објасниме што значи тоа. Потрошувачката во месеците март и април за време на водрените мерки воопшто не се промени во однос на потрошувачката која е мерена минатата година. А да не заборавиме, малиот бизнис, малите фабрики, рестораните, кафулињата не работеа. Таа потрошувачка, значи, чиме иста потрошувачката и лани и сега оваа година, таа премина кај домаќинствата кај сите нас. Значи, ние трошевме повеќе од оно што вообичаено го трошиме во месеците март, април и дел од мај во минатата година. Што е со фирмите, дали тие на ист начин може да побараат? Кај нив веднаш се појави разликата, затоа што тие не работеа, а добија претпоставени сметки, кои беа, нели, просек кој ќе се земе од тие, еве да речеме едно кафуле каде што поголемо, каде што плаќало и по 50 и 60.000 денари, 30.000 денари месечно, одеднаш не работи и тој не троши големо количество енергија, може би само некои 3.000 или 4.000 денари, но доби сметка од 30.000 или 40.000, предпоставена сметка. Тие веднаш побараа корекција, пријавија состојба во ЕВН и тогаш веднаш им беше изготвена предпоставена сметка. Значи, само да кажам, корисниците сите, оние кои ќе приметат разлика, она што на почетокот на нашиот разговор го кажав, во напишаните отчитаните или предпоставените киловат-часови од страна на сметките кои ги имаат добијани и оно што го гледаат по крилото, веднаш може да се јават во ЕВН Македонија, во центарот за односи со корисници. Ако еве таму нели поради бидејќи таму се приводат ефекти, може би се чека малку додека да се реализира некоја од потребите на корисниците, можете да го направат на info@evn.mk, да испратат мејл со податоците и да побараат корекција на сметката, да го внесат и корисничкиот број, или директно да одат до отворените канцеларии на ЕВН, оному каде е во својот град или во својата наследба, каде што се наоѓаат оние наши отворени канцеларии, и таму лично да ја пријават состојбата. Ќе им биде изготвена, се разбира, значи мора да биде во периодот додека отчитувачката не доа, додека не е изготвена нова сметка тоа, ќе им биде изготвена нова сметка, коригирана сметка. За корисниците креиравме и уште една алатка на evnonline.mk сервисот, каде што лесно и брзо, без потреба од регистрација на профилот, најпрво ќе внесат број на корисник и серијски број на правилото, основни податоци што секој корисник може да ги најде на првата страна од било која фактура, и тогаш може сам да плати сметка. Значи тоа е сам да пријави состојбата. Тоа е новата алатка од онлайн сервисот кој ја нуди за корисниците, сами да си ја пријават состојбата. Ова е многу погодно за корисниците кои имаат викенд куќи или каде што прилот е внатри, тешко се отчитува, нередовно се отчитува. Тие самите во отчитувачката недела да си ја внесат состојбата. Така сега ни покажа коронавирусот дека можеме повеќе работи да правиме онлайн. Да, на фирмите сите ни покажа дека тоа може да се прави. Одредени проблеми имаме, еве лично ЕВН со некои од нашите повозрасни корисници, кои дури нели околу платењето на сметките или користењето на нова алатка за пријавување на состојбите, но и коронавирусот покажа дека први тие ги платија своите сметки електронски со картичка и тоа онлайн. Така беше регистрирано. Иако ние сите мислевме дека нели тие не љубат многу да користат
компјутери и слично, дали нивните внуци или било кој го направил тоа, но првите плаќања во вонредната мерка беа токму од пензионерите, они кои ги добија своите пензии, веднаш ги платија сметки, токму преку онлайн услугата плати брзо. На почетокот го споменавте и првичното известување дека ниту еден корисник нема да биде исклучен во ова кризно време на коронавирусот. Дали исклучивте случајно некој корисник во изминативе 2-3 месеци? Зборевме за препораките од Работната комисија беа да не се исклучуваат домаќинствата. Значи, корисници од категоријата домаќинство. Бидејќи имавме малку и доста нереални проблеми с работа околу ширењето на вирусот и се не беше благородно во тој период да се извршува такво нешто. Први го најавме тоа. Исклучувања, морам да кажам нешто, сите сме во еден круг, така го кажуваме, тој енергетски круг, каде што треба да се купи електричната енергија, го на тоа го прави од ЕЛЕМ, па да се пренесе преку МЕПСО, па потоа да се плати данокот кон државата која тие средства ги користи за борба против пандемијата во овој период, ајде така да кажеме, да се платат некаде околу 5000 добавувачи или соработници на ЕВН, на фирми кои работат за ЕВН и другите енергетски компании. Од тие пари кои корисниците ги плаќаат за сметките, се добиваат средства и за разни проекти за заштита на природата и развојот на природното богатство во земјава. Од тие средства енергетските компании сите три одвојуваат пари за различни проекти кои се за општо добро. Кризни месеци. И на крај завршуваме со корисниците. Значи, еден дел од ова да не достига, овој енергетски груп не може да функционира. Затоа баравме некоја средина токму во овој период заеднички да се најде, за да може да се движи работата, за да можат компаниите да бидат ликвидни. Сите енергетски компании, сметам, тука не само ЕВН, тука и ЕСМ и МЕПСО, и сите оние кои се од витално значање за функционирање. Затоа велиме дека исклучувањето се крајна мерка која применуваме за да се приберат средствата. Домаќинствата не беа исклучувани и се уште тоа не се прави со завршување на мерките. Сигурно оние кои имаат сметки за останати уште во јануари и февруари ќе бидат внесени во категоријата на корисници кои треба да бидат исклучени за да може да не се натрупаат сметките за потрошена електрична енергија и да може да имаат некој ред во плаќањето со што и нив ќе им се улесни понатаму. И сосема за крај, каква е состојбата во ЕВН во смисла на тоа дали може би има заболени со коронавирусот, како се справувавте до сега, дали од денеска се враќа на свое место од како веќе укинати полицискиот час? Благодариме на Господ што ви се рекло, немаше ниту еден заболен. Стрикно ги применувавме сите мерки кои и Регулаторната комисија за енергетика која контролира работата на ЕВН Македонија и на сите енергетски компании во земјава и препораките на здравствените власти. Многу од колегите работеа од своите домови, оние кои имаат таква можност за работа, но монтерите беа постојано на терен и беа постојано подготвени да бидат на помош за било што да затреба за здравствените власти и за владата. Нашите монтери учествуваа во, ние го дониравме приклучокот за поставување на помошната болница во кругот на клиничкиот центар. Дониравме и 200.000 евра за здравствениот систем, дониравме и медицинска опрема за градската болница во Скопје. Постојано бевме активни за да помогнеме и на државата и на нашите корисници, бидејќи рековме сите сме во истиот круг и сите имавме можност или опасност да се заразиме од ова. Ги почитувавме сите правила, бевме активни чинители во борбата против пандемијата. Нашите вработени беа постојано на терен за некои евентуални проблеми кои корисниците ги има во снабдувањето да ги решаваат. Имавме снег и невреме, април месец некаде нашите екипи постојано беа таму. За среќа никој не заболе, стрикно ги применувавме сите мерки, а враќање назад комплетно и враќање во нормала најверојатно според препораките кои ги препорача здравствените власти, тоа значи некаде од 1 јуни најверојатно сите полека ќе се вратиме на работа. Само да кажам, веќе отчитуваме, веќе нормално делот отчитувачите работат и се надеваме дека од 1 јуни ќе биде се во ред. Така и ние се надеваме дека ќе останете со 0 заболени од коронавирус, сепак сте
важна алка во синџирот, како што споменавте и вие. Ковачевски, благодарам за овој утрински брифинг, поточно за овој разговор во утринскиот брифинг. Благодарам и на вас.